Добро вечер. Повторно започнуваме со подкастот Делчево 365 и повторно, драги наши, ве поздравуваме од Хотел Либеро, од каде што ќе ги реализираме сите наши идни дружења. Вечерва ќе зборуваме за тоа како екраните од мобилните телефони, лаптопот, компјутерот или телевизорот влијаат врз видот, особено врз видот кај децата. Живееме во време кога уредите со екрани се неизбежна реалност и дел од растот и развојот кај децата. Речиси секое дете од модерното доба расте и поминува значително време гледајќи во екраните од телевизор, компјутер, таблет или телефон. На оваа тема ќе зборуваме вечерва со нашиот доктор Илија Атанасовски, офталмолог. Докторе, добро вечер и добре ми дојдовте. Добро вечер, Биле. Добро вечер и на нашите слушатели и гледачи. За мене е чест што сум поканет во вашата и наша емисија. Со вас ќе започнуваме оваа директна нова сезона на подкастот. Ајде на почетокот, иако нашите граѓани веќе знаат дека имаме очен кабинет кој што работи во рамки на здравниот дом во Делчево, сепак еве да повториме со каква опрема располага и како функционира овој очен кабинет. Значи, нашиот очен кабинет е еден од поспремните во регионот. Имаме биомикроскоп, кој ни служи за преглед на преден сегмент на окото. Имаме модерен авторефрактометар кој служи за одредување на рефракција, тоа е просто кажано диоптрија. Имаме дигитален тонометар за мерење на очен притисок, офталмоскоп и лупа за исследување на задното очно дно. На што најчесто се жалат пациентите кај вас? Па најчесто е чешење, печење во очите, замаглен вид. Меѓутоа, често доаѓаат и само на контрола, пример пациенти со диабетес или, како што кажав, очен притисок, глауком, барем 2-3 пати во годината доаѓаат на контрола. Дали имате пациенти само од Делчево или пошироко од околните населени места? Од околните, значи и од Македонска Каменица, од Берово, од Пехчево. Во последно време ми се редуцираат пациентите од Берово и од Пехчево, поради тоа што одам во тие градови после работа еднаш неделно и прегледувам. Во тој контекст би ве прашала, со оглед на тоа дека доаѓаат и многу од соседна Бугарија кај нас во Делчево и на пазари по кафеани, дали бараат и лекарска помош кај нас или не? Па досега имам неколку пациенти од Бугарија што имаат побарано. Се разбира и им излегам во сусрет. Која е најчестата, а која е најопасната болест во Македонија, па еве и конкретно и кај нас во Делчево? Па за најчеста, пример, ако земеме старата популација, кај нив најчеста е катарактата или перде, народно кажано. Општо, кај помалите дечиња конјуктивитис или тоа е бактериска или вирусна инфекција и често е по градинки, по училишта, поради тоа што ако едно детенце фати конјуктивитис, многу лесно се пренесува на своите другарчиња. Но за среќа се лекува за 7 дена ако се дава соодветна терапија. Значи, подобро би било да се бара лекарска помош, туку на своја рака родителите да земаат капки за очи. Што опфаќа офталмолошкиот преглед кај децата и на што треба да внимаваат родителите кога станува збор за видот кај децата? Офталмолошкиот преглед кај едно дете првично се зима визус, тоа е видна острина колку гледа или колку не гледа тоа дете. Потоа се исследуваат движењата на очите, тоа е мотилитетот. Ако има ограничени движења, треба да се преземат мерки, затоа што има определени болести кои се лекуваат за жал само до 7-8 годишна возраст. И ако на време се преземат мерки, окото ќе остане апсолутно здраво. На која возраст се прави првиот преглед на окото по раѓањето на едно бебе? До 3 годишна возраст препорачувам да после 3 годишна возраст да доваѓаат дечиња. Сега има ситуации каде што, пример, после пораѓај може да не е отворен каналчето, назолакрималниот канал, при што ќе мора да дојде, прво се пробува со терапија, во повеќето случаи спонтано се отвара, но при некои случаи може да дојде до хируршка интервенција.
Реков дека после 3 години, поради тоа што детето треба да е комуникативно и да соработува со соодветниот лекар, во случајот јас. Континуираната употреба или предлогото седење пред екран, без разлика дали станува збор за мобилен телефон, телевизор или компјутер, лошо влијае врз видот. Зошто е тоа така? Така, како прво, кога гледаме на близо предолго време, доаѓа до грч на мускулите. Исто така, кога гледаме на близо не трепкаме, а окото се подмокрува, т.е. подвлажнува кога сме будни додека трепкаме. И по тој начин со згрчените мускули се појавува еден минус на очите. Пред тоа беше познат како школска миопија, сега веќе модерното име е Facebook миопија. Баш пред некој ден имав пациент, детенце на 5-6 години, рефракцијата покажува минус 7,5, кога му ги парализирав мускулите, испадна плюс 5,5. Тоа е огромна разлика. Така. Може ли некако да не објасните што всушност значи миопијата? Миопијата, најпросто кажано, е подолго око од нормалното око. Која е причината кога се појавува подолго око? Дали една од причината е токму тоа гледањето во екранот? Да, се зграчуваат мускулите и пациентите почнува матно да гледа, тоест надалеку започнува матно да гледа. Може да се преземат мерки, пример, американците викат triple 20, тоест 20 минути гледање на екранот, екранот да е оддалечен на 20 инчи или отприлика некаде околу 35-40 сантима и 20 секунди одмор на окото, тоест гледање во далечина. Од која возраст може да гледа едно дете или бебе во мобилен телефон? Со оглед на тоа дека денес уште од најмала возраст? Јас советувам да гледат кога станат полнолетни. Меѓутоа живееме во модерно време каде што ретко кое дете не гледа на мобилен телефон. Ги советувам родителите колку што може помалку да дозволуваат своите деца да гледаат, подобро е да спортуваат, да се дружат со своите другарчиња. Сега едно дете ако веќе гледа пример 4-5 часа, не може веднаш да сопре да гледа тоа дете, туку намалувањето на времето треба да биде постепено, поради тоа што ќе доведе до контраефект. Гледањето во телефоните станува кој еден вид на зависност. Имам пациенти на по 4-5 години чии што очи се суви како да се на по 50 години, тоа е телефоните, убеден сум. Страшна информација. Има ли и други такви случаи во Делчево? Колку миопијата е застапена кај нас, особено меѓу децата? Има, да. Застапена е. Видите, во миопијата, освен екраните, секој генетиката има важна улога. Едно око, ако е подолго 1 милиметар од нормалното, тоа е минус 3 диоптрија. Или обратно, ако е пократко 1 милиметар плюс 3. Колку време се лечи оваа миопија или не постои ограничување? Ограничување не постои, меѓутоа за жал се повеќе е застапена кај децата. Општо кај децата и во нашиот град и во нашата држава и општо по светот. Постои ли некој начин, освен тоа да ги тераме физички да се поактивни, да играат, некој друг начин, некоја друга мора да се најде некоја друга занимација на децата? Само дружење. Дружење меѓу себе. Меѓутоа, како што кажам, времето е модерно и и самите ние доста време губиме по телефони, а ние баш треба да сме пример на децата, пошто едно дете ако гледа дека родителот е по цел ден со телефонот во раката, нормално дека и биде со телефонот. Што значи пак сега објаснете ли суво око? Суво око е состојба каде што или нема доволно солзи, или солзниот филм е неквалитетен и тоа доаѓа до не може да направи некои објективни застрашувачки состојби на окото, меѓутоа субјективно пациентите се со постојано чешење, пецкање, замаглен вид. Пациентите често го објаснуваат како да имам песок во очите. Лекување за тоа вештачки солзи, но само ги облакчува симптомите. Така, не го лечи. Да. Како заштита, читаме често дека се користат очила со леки или филтри за сино светло. Што значи тоа и како го заштитуваат
видот овие леки или филтри? Леките со Blue Cat штитат колку толку, меѓутоа екраните не излачуваат толку високо ниво на блу енергија. Сонцето, например, излачува 1000 пати сигурно повеќе од екраните. Овие блу стакла би заштитиле од сонце. Не велам дека не штитат и од екрани, штитат, меѓутоа таму е многу мала количината. Досега нема докажани факти дека сината светлина може сериозно да го повреди окото. Има случаи каде што во поголема, подолго излагање и на поголема количина може да дојде до промени на фундусот, тоест на задниот дел на окото, меѓутоа тие се реверзибилни. Ништо може би испомнавме, меѓутоа еве и конкретно да ни опишете како изгледа окото кај дете кое подолго време гледа во екран или постојано гледа во екран. Тоа што до сега го зборавме, значи окото е суво со така наречени надразнени папили, имаме и бумиити, цистички создадени од суво око, детето се жали на постојано пецкање, чешање, трепка, често се појавува замаглен вид поради изгречување на мускулите. Исто така може да доведе и до несоница, што не е сврзано со окото. Сината светлина дава перцепција на мозокот дека се уште е ден и тоа може да доведе до проблеми во сонот. Обично очите страдаат и од алергија. Мислите ли дека во последно време е зголемена и оваа појава? И како да ги заштитиме очите од алергија? Има лекарства, антихистамини, пациентите со алергија си знаат периодично кога почнуваат да цветат дрвјата или некои растенија или плодови, веднаш побаруваат помош. Ајде сега кажете ни што ви инспирираше да изберете да бидете очен лекар? Смртност 0. Така. Намалување на смртноста и секој пациент го гледаш во очи. Инаку беше и предизвик затоа што ретко кој општи лекар кога заврши знае за очи. Мисля, интерно, кардио, сите знаеме, меѓутоа за очи знае само очниот лекар и учиш за едно, знаеш за две. Така. Кој е најтешкиот дел од вашата професија или не постои таков дел? Општо во лекувањето со пациенти не, инаку најтешок дел ми е да објаснувам на матичните лекари што е приоритет, а што не е приоритет. Како изгледа еден обичен ваш работен ден? Мисля дека како на секој човек работниот ден, пациенти различно, од 25 до 50 пациенти дневно, на сите помагаме, така да навикнати сме. Дали ќе се 10 или 50, исто е, на сите помагаме. За крајот овој наш разговор е еден ваш совет до сите деца и до сите родители? Сите деца да се дружат меѓу себе, да се играат забавни игри. Има време и за телефони, и за компјутери, кога ќе пораснат, ќе можат сами за себе да одлучуваат. И на родителите колку повеќе и тие да ги ангажираат своите деца со некои забавни игри, каде што ќе имаат стимулација, а и родителите да ги остават телефоните. Доктор, ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека има што да слушнат нашите гледачи. Кажавме навистина поучни нешта. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам се најдобро. Ви благодарам и на вас на поканата, исто се најдобро и на вас и на нашите сограѓани. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието, имајте убава вечер.